Македонските здруженија во Бугарија кои се борат за правата на македонското малцинство се задоволни од неодамнешната средба со председателот Стево Пендаровски. Велат дека истата имала за цел да го запознаат председателот со проблемите со кои тие се соочуваат. Не беше тоа средба на која што нешто да се договара. Тоа поскоро беше средба на која што да се запознават. Да се представи пред председателот на Македонија какви се проблемите на македонското малцинство во Бугарија. Таму присуствува една партија и 4 организации кои што имаат огромни проблеми со нивна регистрација. Нивните членови се малтретирани, викани во полиција, некои од нив бркани од работа. Судот за човекови права во Страсбур има донесено 14 пресуди против Бугарија поради нерегистрација на македонските организации од страна на тамошните власти. Има засилен мониторинг врз Бугарија во Комитетот на министрите поради таа причина и од година в година притисокот се засилува исклучително многу. Просторот за маневрирање на бугарската влада веќе е целосно изгубен и таа скоро е поставена пред ултиматум или да почне да ги регистрира македонските организации или веќе треба да се прифатат некакви казнети мерки против неа. Но Стојков не е оптимист дека и Северна Македонија ќе се заложи за признавање на македонското малцинство во Бугарија. Зошто? Судам по тоа што правиле до сега. Кога го поставиле македонските власти пред Бугарија прашањето за правата на македонското малцинство во Бугарија во последните 30 години и одговорот е никогаш. Не мислам дека сега кога реално македонската влада е силно притисната од Бугарија преку ветото за почеток на преговори за влегување во Европската унија, дека баш сега ќе се пројави таква голема храброст, таква жртвоготовност за своите сонародници во друга земја да ризикуват почетокот на преговори за влегување во Европа. Стојков смета дека македонско-бугарскиот спор нема во целост да биде решен без притоа да има реципроцитет во признавањето на малцинствата. Воедно ние ќе продолжиме да постоиме. Ние ќе продолжиме да делуваме. Реално Македонија не може да направи ништо за да натера да запреме. Бугарија ќе продолжи да тврди дека тоа што ние постоиме и действуваме, тоа е продукт на агресија од страна на Република Македонија во внатрешните работи на Бугарија и тоа ќе биде постојана причина за влошување на односите. Значи, единствен правилен начин е да се излечи ова рана, која што реално е во бугарската политичка елита, да се признае македонското малцинство, кое веќе еднаш било признаено, да му се дадат правата според рамковата конвенција и на таа основа веќе ќе исчезнат секакви причини за спротивставување и двете малцинства ќе може да станат мост за зближување, како се кажува класично, а не причина за кавли. Дали Стојков гледа позитивна атмосфера во Бугарија со доаѓањето на Кирил Петков за премиер? Значи, единствено позитивна во таа атмосфера е во барањето начин како да се деблокира Македонија без да се изнервира бугарската јавност. Затоа што Бугарија е под огромен притисок од Европа и сака веќе, нема каде да отиде, треба да деблокира Македонија. Меѓутоа, тоа се однесува само на прашањето за евроинтеграцијата на Македонија, но во ни најмала рака не се однесува на положбата на македонското малцинство. Вие слушнавте што кажа и премиерот, такво малцинство нема и за такво нешто никогаш не може и нема да се разговара. Значи, тоа појасен знак за двоен аршин не може да има. Стојков вели дека немаа точни податоци колку точно македонци живеат во Бугарија, бидејќи од 1956 година немало слободна можност за изјаснување како македонец. Според него, бројката на македонци се движи помеѓу 1600 и 187.000. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Драјковски.